Добар ден, одморивте ли од празниците? Ова е новото премиерно издание на Пресек со новите неделни случувања кои беа секако вредни да завршат кај нас. 1 мај по не знам кој пат го прогласивме за ден на скара, што кај нас веќе не е никаков новитет, само барем да нема крадени кебапи кои може да вечинати неколку години за дрешетки, скоро исто како казна за прегазен пешак, па дури и повеќе. Да може да стане нашиот поранешен претседател на големата држава во која и ние бевме дел, веројатно пак ќе си легнеше. А како тргнало и ние ќе ги стигнеме црногорците во работата за припрема за одмор и викенд. Скопје за празници празно, патриотски го наполнивме Солун, оние што останавме па ги наполнивме парковите и падините со скара и пиво заслужено после толку многу работа. Плускавци ќе ни се појават на рацете од толку многу копање и лопати. Да видим, Бога ми, да нема жену. Ајде. А видим да немаш и девојка. Како си погодила? Па видим да има жулјеви на десна рука. Лопатару еден. Jeste, znate kakav je Đuro u krevetu? Cepa, pa promeni ruku. Znate kako mi Makedonci kažemo Crnogorsko more? Kako? Obala Lozovač. A što zna ja, a da znam, podijelio bih ovu moju državu na 6 republika. Ali tako da Podgorica bude glavni grad i da svaki dan bude neradni, osim petka, kad bi radili na pripremi odmora za vikend. Храна и пијалаци со пријателите, прошетка со неблиските, насмеани и добро расположени. Бројни граѓани го искористија денешниот неработен ден да го поминат низ скопските паркови или излетнички места. Добар дан, поштовани гледалци. Ево нас у Кошутњаку. Као што видите, цела држава слави 1. мај, празник рада. Луѓи за мене под гасом весели славе 1. мај. Ајмо да видимо шта ќе да нам кажу и како се они проводе. Добар дан, људи, добар дан, госпоđo. Šta vi slavite danas ovde? Pa dobar dan, mi slavimo 1. maj, iako je pala kiša, nas to ne može da spreče. A šta ja slavim? Sad ću da vam kažem šta slavim. Ja slavim svoju pobedu, slavim prekovremeni rad, slavim rad na crno, slavim to što nisam bila prijavljena, slavim to što me maltretiraju šefovi, kako koji stigne prođe upati me za dupe. Sačekaj, pušti me da kažem. Slavim to što sam dobila koksaki na radnom mestu, sam dobila koksaki, a ipak sam i pored svega toga zadržala svoje dostojanstvo. Eto, videli ste, dragi gledaoci, samo dostojanstveno. Ukoliko su vam deca gladna i žedna, ipak ih možete nahraniti dostojanstvo. Pogledajte. Так, некој со скара, друг со хот-дог. Важно е денот да се одбележи. Ако најголемата светска сила пред Великден остана без јајца, барем за мај не мора да се гладува. Удрија на сендвичи со вишла, сега месото е од непознато потекло, веројатно од она со висока царина и врвен кинески квалитет. Барем кинезите се познати дека од се можат да направат специјалитет. За последиците не одговараме. А за волја на вистината имавме и протести за работнички права, додуша под превезот на поделби, барем кога се во прашање синдикатите. Иако во последно време се поретко ги има, а и зошто би ги имало кога вака лежерно убав живот си живееме и без пари, а и тие што ќе ги заработиме испаруваат дури да трепнеш. Што ќе ни се пари? Потрошен материјал. Ние веќе 35 години живееме на пост. Скара и брава не идат заедно. Секој што сака да го крене гласот, му е местото овде, бидејќи заедно можеме да успееме. Тоа ми е целта. Борбата е заедничка на сите, и вас медиумите, и нас образование, и останатите грањки. Жално и трагично. Не може тој што сум го едуцирала да зима поголема плата од мене. А тука ги има многу такви. Значи, они излегле од нашите клупи, ние сме тие што сме биле главните што ги едуцирале за да станат она што се, ама многу брзо го забораваат тоа, за жал. Треба да се чуе народот и треба да се свати дека народот е дојден на дно.
500 евра минимална плата е најниското нешто што може да го бараме и што ни следува. Тоа е најниско нешто. 1. мај е да подсетиме дека ние располагаме со сила и мора работничкиот глас да биде слушан. Значи мора самите да се бориме ние као работници за нашите права, бидејќи ако ние не се бориме за правата, нема да ни ги дават на тацна. Прочитување на законите и колективните договори и давање на достојни услови за работа за сите работници. И платата за културата е исплатена за месец март, намалена за 3%, значи бараме корекции и бараме исплата согласно колективните договори. Работодавачите да не се кријат овде, да излезат и они, бидејќи ние овде им го работиме, им го заработуваме нивниот хлеб, а за нас само остануваат трошки. Овие се газди без кичпењаци, кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче. Ова уа е за сите фамилии што ни се одселија да бараат хлеб во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Четири месеци да се бори против синдикатите, зашто бараат плати, 4 месеци да се бори против сите нас, против сите вас, за да не ни се зголемат платите, за тие да уживаат, а ние да преживуваме. И така испративме уште еден заслужен мај. Сега некој ќе биде казнуван на плата, друг за крадење кебаб и можда плескавици, трет ќе се сомничи за издавање на тајни за сомнителни тендери, иако нашата прва антикорупционерка се уште не кренала раце од ловот на вештерки, не барем кога е во прашање оставката, иако Ојо ја стави под лупа. Старите велат, ако не можеш да ги поразиш, придружи им се, но истрагата ќе покаже дали тоа навистина е така. Првата антикорупционерка остана без пасош, но нема да може да врши работни активности во антикорупцијска комисија. Кривичниот суд изрече мерки за предпазливост на Татјана Димитровска, откако таа стана ново осомничена во случајот адитив, предмет поврзан со тендери за набавка на адитиви на ТЕЦ Неготино и ЕСМ по нереални цени. Димитровска според потврда од јавното обвинителство се сомничи дека со умисла ја искористила својата функција и одала службена тајна со тоа што во повеќе наврати споделила податоци на осомничено лице во предметот адитив во врска со истрагата. И сега некој ќе речел чиста работа. Се додека истрагата не покаже дали некој ги извалкал рацете или не, важи пресумпцијата на невиност. Но секако, најчиста работа е онаа која работите додека не ги извалкате рацете. Затоа за секој случај носете си ракавици, и многу е важно дали ќе ги извалкате со мед или не дај Боже нешто друго што после ќе ве чини. Јас сум за да се врати кампањата со чисти раце. Господјо, а шта сте ви по струци? Ја? Да. Јас све што радим у гуменим рукавицама. О, па тој е неки фини посао, господјо. Ја каде изрибам даску од ВЦ шолје, можеш слободно да лижеш. Шта да лижем? Даску од ВЦ шолје? Жеко, па nije to toliko strašno. Добра зарада, мала нужда 5 банки, велика стотка. Сваки дан пуна торба пара. А, значи баба Сера. A pa vi ste, znači, ožikine struke, a? Ja? A šta je gospodin po zanimanju? On je godinama održavao u Frankfurtu celu kanalizaciju. Bar ćete imati zajednički jezik. Znala sam ja odmah da ste vi neki govnar. A osim toga ružan si ko lopov. A ti si mnogo lepa, da tebe kad miševi vide skaču na stolicu od straha. Konju jedan. Baba Zero!
Па добро, кога нешто ќе извалкате, некој треба тоа и да го исчисти. А казна од 3,5 години како за крадење кебапи заработи и Стефче Јакимовски така предизборно, а знаете ли зошто? Не е за кебапи. Колешке, кога веќе зборуваме на кого што му смета, ја мислам дека на сите ни смета што толку доле се наведнуваш на крај микрофон. А воли да гледа порнича. Ти ја не знам дали не знаеш дека овој не работи. Ајде. А колики му е... Па чакај, мисли колики му лични доходок од пензија. Ни смета вака цело време мерак на кај микрофонот да одиш. Срам вас било, дали да вас е срам? Еве да те поучим и тебе, и нас нешто што не ни смета, да ти кажеме дека ни смета вака цело време мерак на кај микрофонот да одиш. Но сигурно судот не ја изрече казната од 3,5 години за оваа изјава, туку за изградбата на административната зграда на општината, односно за кривичните дела бесправно градење и злоупотреба на службената положба. Навистина сум изненаден, крајно сум изненаден од пресудата. Без никакви докази, на 100% докази на наша страна дека немаме сторено кривично дело, носат пресуда со кое што ме осудуваат на 4 години со единствена казна затвор на 3 години 6 месеца. Ти, пријателju, си га начисто засрал. Ја го засрал? Хочеш да расправиш нашу друштвену заедницу коju смо годинама стрпливо изграđivali. Ама што можам да кажем? Едни ми поднесува пријаве, други ми донесува пресуда. Веројатно некој од свиркачите ја завршил својата работа, за работите да стигнат до тука. Некоите како бил испровоциран. Вас би требало пријавити милици за ширење блуда, да за врдомуда! Рики, обзивател! И ја теби! Но бидете уверени дека и покрај се, вам и не ви може никој, ама баш ништо. А продолжената рака за барање одговорност го промаши овој пат министерот Тошковски, од кого опозиционерите бараа интерпелација, но не можеше да ја избегне расправата во законодавниот дом, но и надвор од него, во која главен актер беше токму тој во една репризна серија која веќе ја имаме гледано и пред 3 месеци. Ова е втора интерпелација која преживува. Исто како мачка со 9 животи, но не можеше да го избегне гневот и револтот на семејствата на настраданите во дискотеката Пулс. Туван колега, да ви известам дека во моментов родителите на настраданите деца во Кочани се токму пред собранието и во моментов токму тие бараат оставка од Панче Тошковски и дека тие воопшто не се задоволни од работата на министерот, како вие што сакате да го фалите тука, можете да излезете и да сослушате директно што бараат тие родители, затоа што додека тие протестираја во Кочани, ниту еден ваш пратеник не се одважи да ги изслуша нивните барања, туку бевте по пиар обуки во Гевгелија, затоа што вие сте окупирани од рейтинг и од параноја за рейтинг. Политички глодари сте вие што на денот на погребот плативте 400.000 евра анкета за мерење рейтинг. Тоа е лешинарење, тоа е политичко глодарство ради вашата параноја да не ја изгубите функцијата. Актуелен министер е осомничен. Факт. Актуелен командир на полициска станица е осомничен. Актуелен директор на Дирекција за заштита и спасување е осомничен. Дали е во притвор или не е во притвор, тоа е мерка која што одлучува судот на начин на кој што одлучува судот. Дали еднаш допреа по добар глас, еднаш излегува на терен. Барем пола да излегува. Немаше да се случи ова. Пола да излегува. И вие ми зборите јавното обвинителство ја води истрага. Дали се приведени овие директорите од државни исправа? Влатко Стојковски приведени? И он е одговорен, пошто е ВМРО. Или овој Горан Трајковски што е СДС. Мислам, не мисли што во контекстот на ВМРО е да траеш, а ти може да знаеш што е било трај сега. За мол. Кој е својство да не мислиш што е? Кој е својство? Има право да се каже. Има право да политику вода ми каже, нема политика, тоа не е политика. СДС ВМРО. Воопште не се согласувам дека онакој што опозицијата сакаше да ме наметне во изминатиот период и некои недобронамерници кои што ги велам ја, е тоа кое што е фактичка состав. Зошто? Заради тоа што јас не се сеќавам во Македонија актуелен министер да бил во притвор.
во моментот кога беше секогаш има прв На корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настраја пуни енергија, кој мислил, што ги очекува, какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено, кој е тоа водил математика. Заврши агроном, за да се прима на работа му бараат партиска книжка да се зачлене. Вика, тато, не одам да лепам на плакати, јас ќе останам сам. И тој дете што се бореше само да обстане, не го примаа на работа. Ово е партиско дуво. Молам да се ги депонирате мој. Затоа што џабе сте таму и џабе сте борите. Џабе се борите таму. Се сеќавам кога бевте на власт, имаше 2 решенија за забрана за работа на шталата. Но пократко се повлековте потоа од власт. Што се случи со 2 решенија кои што ги имаше донесено Министерството за внатрешни работи за престанок на работа на шталата? Дали имате таква информација? Ај прво на прашањето. Не знам на вистина и затоа ние цело време од почетокот, непосредно после трагедијата, даваме подршка на институциите да имаат неселективна работа. Ние се сомневаме, еве да не преюдицирам, дека нема да има, дека сега се прави еден вид театар со 50, 60, 70, колку се, значи колку има, колку се уапсени, мислам дека тешко ќе има. 60 деца загинали по една година се 60 години. И 100 деца по 5, тоа се 100 години затвор. 100 години. А не само нека пазат како судат. Нека дојде министерот, ќе му дајме столче, нека седе, ако го болат нозе. Фотелјата ќе му изнесеме, ако не може без фотелја. Тука ќе му изнесеме. Нека ни се обрати, нека каже слободно. Ако мислите дека лошо зборам, затворете ме, јас се те. Немам неоружање, немам ништо, затворете ме, водете му затвор. Ајде. Тоа од мене. И како што наближуваат изборите, предизборието е вистинска арена за мерење мускули. Замислете, дури првиот опозиционер Филипче бил спремен не само за локални, туку и за предвремени парламентарни. Башала. Не, ние сме спремни што и да се случи во следниот период. Дали ќе има само локални избори, дали ќе има заедно со локалните и предвремени парламентарни избори, СДСМ е спремен за секаков тип на избори во следниот период. Не може нам нико ништа, ја ти свод судбине, могу само да нас мрзе, они што нас не воле. Ова ти е нешто како пресумција на невиност. Важиш за победник додека не изгубиш, па после од не може нам нико ништа, само ја менуваме плочата на дај шта даш. А што би рекле симпатизерите на ВМРО ДПМН, Венко ќе добие толку градоначалници колку што Мицковски ќе му дозволи. Оти овој пат изборите нема да бидат Венко против Филипче како на Бихачка, туку ќе бидат Филипче против Мицковски. Веројатно работните групи кои што ги договараа на Илинденска ќе договорат каде Мицковски ќе биде милозлив да попушти. А така во стилот на дај шта даш помина и средбата со шеиците од Емиратите, каде достојно ја представивме државата. Убаво се прошетавме, го видовме тој луксус, па вајда ќе капне нешто и за нас од трошките, барем во облик на некаква инвестиција. Пријатно! Од истока до запада. Од исток па се до запад со Северна напред, бренд кој е примамлив за инвестиции дури и за шејковите од Блискиот исток. Ако европскиот сон станува се подалечен, мито дека Аладин ќе излезе од волшебната ламба и ќе ни го донесе шејкот од Дубај со куфер полн со инвестиции, звучи се поегзотично.
Но за некого да го донесете, најпрвин тој треба да ве прифати. Многу стрип јунаци се обидоа Европа да ја донесат и овде, но не баш им успеа. Без разлика дали тоа Европа сака да не прими кај незе или ние ќе ја донесеме Европа овде. Вака зборуваше не така одамна Зоран Заев. Да се ја донесеме Европа овде. Овде да живееме Европа. За да имаме и повисоки плати, и повисок стандард, и поквалитетен живот. Ако не успеавме во тоа, следниот чекор е да знаете за каде ќе ги спакувате куферите и која е вашата следна дестинација. До тогаш, само храбро чекорете и патот нека ви биде лесен како песна.